Добро, еве последни подготовки. Ова со малините не е во комбинација со ова што го гледате во моментот. Ова се едни ќофтиња од туна кои што ни донесе еден преубав мирис во студиото, а и некако не потсетуваат на море. Така ни спомена и Марија Лазич, нашата денешна гостинка, дека ова се медитерански рецепти. Така некако вкусот на медитеранот ќе го имаме денес во рецептот на денот. Ви ја поздравувам и ви ја представувам мојата денешна соговорничка, нутриционистката Марија Лазич. Марија, добре ни дојде. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов. Повтор пат си ни тука, се надам дека си комотна, дека се чувствуваш како по дома и многу ми е драго што денеска одлучи за гледачите да споделиме дури два рецепти. Двата се многу брзи, овој едниот веќе подготвен од дома заради нели условите кои што ги бара, но ајде бидејќи тој ни веќе подготвен, може тој да го споделиме, да почнеме со соленото, а потоа ќе преминеме и на благото. Да. Значи тоа се ќофтиња од туна. Во рецептот ставаме значи 2 туни консерви, 2 млади кромичиња, ставаме 2 чешниња лук, ставаме една китка Макдоналдс, ставаме една лажица ойстер сос. Доколку е силен ойстер сосот не зависи од вкусови, може да се замени и со соја сос, тамари сос. Ставаме малку сол, ставаме црн пипер и едно јајце. Целата смеса се замесува и се прават ќофтиња. Да. Се пече на 180 степени, 10 минути од прилика на плехна хартија. Одлично. Значи многу брз рецепт кој што Марија си го подготви во својот дом, но заради условите ние во нашата кујна денеска го имаме во оваа варијанта и драго ми е што потоа ќе имаме можност нели да го дегустираме. Марија, од каде идејата за овој рецепт? Интересна варијанта за туната да се искористи на сосема поинаков начин или во една поинаква форма. Да. Значи ние сме навикнати да ја користиме нели секогаш свежа, конзервирана, на скара печена. Ова беше баш интересен медитерански рецепт, бидејќи самата медитеранска кујна се смета за една од најздравите нели кујни, медитеранската храна е една од најздравите и чисто да направиме некоја промена и новитет и сите оние кои што се на режим на исхрана, бидејќи навистина имаат многу оброци за подготвување, секогаш гледаме да тоа биде нешто ново, интересно и што навистина брзо се спрема. Да, вие имате готов здрав оброк со многу малку калории за некои си 15 минути. Да. Колку ја препорачуваш туната и генерално рибата во секојдневието на луѓето? Кога ги правиш нели тие месечни режими за исхрана, кога ги даваш советите на твоите клиенти, што би потенцирала во однос на рибата? Затоа што нели сме риба некако не асоцира на омега 3, ама верувам дека има и многу други бенефити. Сега колку е добро да се јаде може би секој ден или неколку пати во неделата? Да, за рибата ние зборувавме и во минатото мое гостување, мислам дека гледачите знаат. Најчесто се препорачува, бидејќи една од најздравите, 3 пати неделно. Меѓутоа, еве да ставиме некоја граница на минимум, треба да биде застапена во кујната 2 пати неделно и тоа треба да биде застапена морската риба. Многу поретко треба да биде застапена речната риба, токму поради омега 3 масните киселини. Јас говорев и тогаш дека треба внимателно да се одбира со рибата, бидејќи навистина има разлика и каде одгледувана токму заради омега 3 киселините, мастите, Добро, ајде да преминеме на она што ни е следно, односно благиот рецепт. Некако ме погоди со малиниве, едни од моите омилени овошки и многу ми е драго што допрва им следува сезоната, бидејќи сега ги користиме во замрзната варијанта, ама многу наскоро ќе ги имаме и свежи. Ќе може да се најдат и на пазарите или оние кои што си ги одгледуваат во своите домови, во градините. Малку луѓето имаат дилеми, Марија, околу тоа замрзнато овошје или свежо овошје. Сега нели кога го немаме, кога не име сезона на малините, имаме опција и за замрзнати малини. Меѓутоа, има ли, да кажам, како да се изразам, дали е нездраво да се јаде замрзната храна? Така, значи вака, онаа храна која што се одгледува во еколошки услови и во сезона, секогаш е препорачливо да се јаде значи свежа. Таа е на број 1 на листата за похранливи вредности. Значи има најмногу хранливи вредности. Меѓутоа, кога имаме да речеме продукти или пример ако земаме еве брокола, која што е одгледувана вон еколошки услови и вон сезона и имаме брокола која што е замрзната, одгледувана во еколошки услови и во сезона, во
тој случај подобар избор е замрзнатата еколошка брокола, него ли свежата, која што одгледувана со многу вештачко ѓубре и пестициди. Меѓутоа, доколку е еколошки одгледувана во сезона, тогаш секогаш се одбира свежата исхрана. Што би кажала за малините, колку се погодни сега да ги конзумираме во исхраната, колку влијаат позитивно на здравјето кај луѓето, затоа што јас верувам дека нема никој кој што останува рамнодушен на добриот вкус на малините. Так. Значи малините се доста корисни, имаат доста многу хранливи вредности и треба да бидат застапени во секој здрав режим на исхрана, без разлика дали е тоа диета за слабење или за диагноза поставена. Они се нискокалорични, во една шулја свежи малини имаме отприлика 60 калории, кои што навистина се нискокалорични. И они во себе содржат голем број на антиоксиданси, кои што знаеме дека нели се чувари на кардиоваскуларниот систем. Го одржуваат ЛДЛ, го спречуваат ЛДЛ, лошиот холестерол, што би рекла на тој начин ги заштитуваат крвните садови. Сега малините, значи имаат и антибактериско дејство, значи они спречуваат ширење на одредени бактерии и габи, како што е, например, кандида албицанс. Го спречуваат за ширењето на самата кандида и исто така можат да бидат да спречат синдром на иритабилно црево. Значи бројни се бенефитите, колку вака од твоето искуство ги употребуваме ние во исхраната? Кај мене во исхраната се секогаш, во моите режими се секогаш застапени. Да, но ти ги нудиш, но колку луѓето од друга страна знаат, ги прифаќаат и ги конзумираат и зиме и лета се застапени, најчесто се застапени сите антиоксиданти, односно сите шумски, и малини и капени, сите шумски овошја. Во самата исхрана и гледам дека доста ги прифаќаат и замрзнатите кога не се во сезона. И тие се до некаде, да речам, еднакво вкусни со овие свежите, но нема подобро од свежа малина, која што допрва ќе ни следи на пазарите. Ајде да започнеме со рецептот кој што ги имаме за денеска. Во каква варијанта ќе ги видиме денес, Марија, малините кои што ни ги донесе? Денеска ќе правиме парфе од малини. Во рецептот идат 2 шулички малини, во овој случај јас имам замрзнати, може и свежи. Ставаме една шулја обезмастен јогурт од ванила, доколку немаат гледачите можат да си стават и соја. Ставаме 2 лажици големи мед, ставаме малку сицкани бадеми и ставаме по потреба малку риндано црна чоколада. Добро, ми делува многу вкусно. Ми спомена ти дека се прави и се подготвува многу брзо. Само да земам една лажица. Слободно, јас ти споменав да се чувствуваш како во својата сопствена кујна, верувам дека и така ти е. Ќе започне Марија со подготовка на рецептот кој што ви го сподели пред малку. И сега денеска за жал не успеавме да обезбедиме да биде испишан на екраните, но во секој случај потенцирам секој пат дека видеата од целата емисија, како и овој оброк на денот или рецептот на денот ќе ги имате на официјалната YouTube страница на односно официјалниот канал на YouTube на Утринска на Тилма и токму таму по завршување на емисијата ќе можете да си ги видите сите видеа, меѓу кои споменав и овој со рецептот. Марија веќе ни подготвува, спомена и ти дека и ова е уште еден рецепт кој што навистина се прави многу брзо. Да. Секако доминираат малините, кои што споменавме дека дали во замрзната или во свежа варијанта секако се навистина добре дојдени за човековото здравје и со бројни бенефити. Но каде сме, Марија? Значи ставивме од јогуртот, ставивме малку половина лажичка екстракт од ванила. Добро, сега малку мед. Ставиме малце мед. Да не ти треба уште никоја лажичка? Добро. Ствари може една манечко. Малините ќе ги блендираме. Не, малините остануваат во чашката. Во чашката? Да. Добро. Значи тоа е смесата што всушност ќе се блендира? Да, се спрема брзо. Најчесто значи сите рецепти кај мене во самиот режим, во самата исхрана се спремаат многу брзо. Добро. Колку сега пред летово, Марија, имаш дополнително работа и ангажман, дали луѓето некако се уште го имаат тој момент на инстант слабење или некако мислам дека се променија навиките да нели водат поактивен и поздрав живот во текот на целата година? Да, значи мислам дека се уште се држи она кога ќе дојде мај месец, тогаш
треба сите да ослабеме и сите да бидеме на режим. Значи, тогаш веројатно не текнува на сите дека треба да идеме на летување. И така да... Добра. Дај да ти помогна, Ајде, Марија. се лепат рацете. Ти се лепат во ред. Се надам, јас ќе се снајдам. Ајде. Еве, повели. Добро. Само да се избришаме. Марија, што препорачуваш со оглед веќе се високи температури, луѓето се жалат нели од промена на времето. Знаеме веќе да кажеме дека сме како нација метеопати. Препорачуваш, претпоставувам, полесна исхрана и во поглед нели на тоа? Да, значи сега во летните периоди најчесто и треба да биде полесна исхрана, да се избегнува значи мрсно месо, повеќе да се иде на зеленчук обарен или Слободно било каде остави. обарен или свеж зеленчук. Значи во овој случај доколку значи користиме обарен зеленчук, најчесто треба тоа да биде само неколку минути на пареа, да речеме брокулата е од 2 до 3 минути, карфиолот од 4 до 5 минути, аспарагусот е од 5 до 7 минути. Значи ние сме научени на традиционално подготвување на храната со варење во загриена вода, малце подолго варење, меѓутоа тоа е погрешен начин на готвење на храната, бидејќи тука ги губиме сите хранливи вредности. Да. Значи во тој случај секогаш се бара за здраво готвење се бара поздрава алтернатива, односно готвење на пареа неколку минути или здраво денствувано во мала количина на вода. Да, и последните научни истражувања кажуваат дека исто здраво денствувано може да биде и со малку бујон. Во тој случај хранливите вредности сите си ги задржуваат сите зеленчуци, хранливите вредности во нив. Добро, смесата ни е готова, ја ставаме на блендер, повели да се избришеш. Само малце. Сакаш да ти помогнам, ајде. Да, можеш. Ќе изблендираме смесата, а ти... Ајде. Само вода да ни падне, се надевам нема да имаме малко, да? Само малко? Да. Добро. Еве, повели. И претпоставам дека сме скоро при крај, бидејќи горе-долу и толку ни е минутажата предвидена за денеска. Така. Не може го отворам. Чекај. Тиве рацете ти се лепат од медот. Ама еве, повели. Е, супер, еве смесата. Значи, ќе земам Земи ушина си нова лажица. лажичка. Ај така. Јас ова го барам. Да. Што? Е, сега ќе ставиме врз малините, значи од самиот Многу да вкусно речеме изгледа, будинка јас да ви ванила, кажам, а и мириса убаво многу мириса. убава. Да. И ќе украсиме со сицкани со сецканите бадеми. Да, и со чоколадото. Да не сакаш Треба поголема, да, не лажица. можеме доволно да го собере. И да повели со ова. Од каде е овој рецепт? И ова е медитерански И рецепт, ова е од медитерански? медитеранската кујна. Да. Ова е Баш делово освежително, да ти кажам, и многу Да. вкусно. Да, и кога ќе ги земеме во предвид калориите колку содржи, значи добиваме навистина вкусен десерт со многу минимално калории. Пошто кажав дека во една шолја малини имаме 60 калории. Значи, со оглед на тоа што ќе ставиме малку бадеми, бидејќи имаме во 35 грама бадеми 200 калории, значи сина се добиваме Одлично. десерт кој што ние нискокалорични. Е, сега малините, значи може да се употребат и како додаток. Мислам дека ова ќе ти треба. Да. И како додаток во појадокот со житарки, значи се или во некој десерт како што го избравме овој сега. Одлично. Тука ни се и бадемите, само да декорираме и мислам дека така ќе финишираме со кадар од нашите колеги на овие ќофтиња од туна и овој десерт кој што ни го подготви Марија. Многу убаво изгледа Марија, јас ти благодарам многу за гостувањето и за споделувањето на овие два прекрасни и превкусни рецепти. Да, се надевам дека Еве, колегите ќе доловат како тоа добро изгледа. Само не знам, колеги, ќе ми кажете на која камера? На тројка или на кец сме? На кец, еве. Добра. Може да видат и нашите гледачи како тоа добро изгледа.
а за многу кусок ќе го дегустираме. Марија, ти благодарам многу за гостувањето Ви благодарам и ја на за вас за овие поканата. одлични рецепти кои што ни Се ги надевам дека ќе се видиме пак. Се надевам и јас. Останете на Тилма до крајот крајот. од утринската. Навистина имаме уште доста содржини. Следува ни музички дел, наскоро промоција на новиот видеозапис на Мијата. Тие веќе се фотографираат во студио, а потоа ни доаѓаат Шурбелеја и Добрила да зборуваме за новото издание 21 на Офест.